договорот меѓу Грција и втората страна, Пандорина кутија или излез од лабиринтот. Овде, на Филозофскиот факултет, на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ова е втора трибина, што Филозофскиот факултет ќе организира во планираната серија на научни трибини, посветени на најголеми прашања и предизвици со кои што се соочува македонското општество и држава. Како што знаете, првата беше насловена името, идентитетот, академски одговор. Во ова прилика сакам да се заблагодарам на моите колеги на Филозофскиот факултет и на деканот што го поддржа одржувањето на ваква трибина, особено во време кога ќе се слушне гласот малку да е поинаку се доживува кризата. Денес на оваа научна трибина со вас ќе споделиме сознание за можните консеквенции и импликации од договорот помеѓу Грција и втората страна, како например прашање на идентитетот, правната држава, науката, образованието, евроатлантските интеграции, односно какви општествени промени ќе се одвиваат пред се во втората страна. Од друга страна, евидентно е различното толкување на суштината на договореното од двете страни, како например спротивно се толкува прашањето на националниот идентитет, признат или не, јазикот, дафлета македонски и така натаму. Со овие излагања, значи гости на трибината денес ќе бидат професорката Гордана Силјанов-Ставкова, професор на Правниот факултет во Скопје, професор доктор Кирил Барбареев, професор на Педагошкиот факултет на Штипскиот универзитет и проректор на истиот, доцент доктор Димитар Апасиев, професор на Правниот факултет во Штип, и јас Константин Виновски, професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Она што ја потврдува нашата заложба за различното толкување на прашањата кои што се од суштинско значење за нашиот опстанок, како е прашањето на националниот идентитет, секојдневно го гледаме малку во медиуми. Најнова една таква вест беше дека Панос Каменос и Порачо Мазаев и Димитров да не провоцират или не го лутат грчкиот народ со изјави дека постои македонска нација. А тоа е поводот на настапот на министерот Димитров во Европскиот парламент во повод заседание на ИСТА. Пред известно време и самиот премиер на грчката држава Алексис Ципрас и интервју за грчката телевизија, одговарајќи на новинарско прашање на уредникот на Катенерин, вели дека Грција ништо не губи со овој договор, и само добива. Цитирам: ставајќи придавката Северна пред Македонија добиваме повеќе отколку до сега, кога придавката поранешна се однесла на Југославија, не на Македонија. Ние сепак ја нарекувавме Македонија. Овој договор ни дава повеќе од тоа. Многумина не обвинува дека тргуваме со името, но јас не го гледам дека со овој договор ние нешто даваме. Имаме само да земеме, велици. Тој понатаму вели: каде во договорот гледате признавање на националност? Договорот зборува за државјанство, што е различно од националност, потенцира цивилност. Новинарот понатаму го праша како ќе не викат другите држави, тој вели: чекајте, досега меѓународната заедница ќе викаше македонци, сега ќе морат во обраќањето да им додадат и граѓање на Северна Македонија. Од друга страна, ако ги погледнете изјавите на нашите државници, оние што се подписници или втората страна,
забележуваме дека изјавите содржат дека овој договор го зацементира идентитетот. Ама не кажуваат како. Очигледно дека имаме еден континуитет во договори кои што се дел од оние општествени промени што се случуваат во Македонија последните години, особено после осамостојувањето, кои што може да се толкуваат и на еден и на друг начин. За жал, овој последниот не е така, затоа што многу е јасно и во она што е напишано и во она што се изјавува од самите подписници од Грција. Она што всушност сакам да укажам дека овој договор не е нешто што израснува одеднаш, ниту е резултат на еден момент. Оние општествени промени, како што спомнав, што се случуваат во Македонија, јас ги гледам некаде на два периоди, до 2001 и после 2001. Особено на внатрешен план, до 2001 година промените одеа во насока на формирање од национална на бинационална држава. Меѓутоа, понатаму како се одвиваат промените, особено во меѓународните констелации. Сега веќе се оди на создавање еден нов субјект, на една нова држава, која што ќе биде анационална, или тоа е процес на денационализација на државата, каде што зборуваме за државјанство, а нема да се зборува за националност. Нормално дека сите оние што критички се осврнуваме кон овој договор, веднаш не само Грција, не само нашата официјална политика, туку гледаме и официјалната политика на Европската Унија да зазема тој став. Веднаш квалификува, дисквалификува, етикетира националисти, русофили, демек ако не сте за НАТО и Европска Унија, вие веднаш автоматски сте по дефолт за Русија. Тоа е една состојба која што особено зема в последните години и во САД и во ЕУ со еден процес на оживување на макартизмот, така да се каже, и на студената војна, односно развивање на повторната желба за доминација во светот. Да, светот функционира како нации, меѓутоа некои се и демократски сите се еднакви, ама некои се поеднакви. Значи во нека орвеловска ситуација се наоѓаме се повеќе, а особено кога ќе навлеземе во овие анализи на договорот, уште појасно ќе биде што е тоа што се случува. Континуитетот во овој контекст и договорот што претходно се подпиша со Република Бугарија. Всушност, ова е само едно продолжување и ја отвара Пандорината кутија како ќе се одвиват нештата понатаму. Не случајно прашањето дали е тоа излезот од лавиринтот или само понатаму ќе се заглавуваме и барајќи излез ќе се изгубиме во самиот тој лавиринт. Уште 1938 Коста Веселинов во својот есеј за нацијата и национализмот ќе констатира дека светот е организиран во нации, само што некои се слободни, а некои не. Таа констатација стои и денес. Многу години подоцна еден од најпознатите проучувачи на нацијата и национализмот Ентони Смит, одговарајќи на критиките што ги упатуваат на нацијата и на национализмот, истото ќе го констатира. Светот е поделена нација, секој од нив има собствен карактер и судбина. Нацијата извор на политичка моќ и лојалност кон нацијата ја надминува секоја друга лојалност.
За да бидат слободни човечките битија, мора да се идентификуваат со одредена нација. За да биде автентична секоја нација мора да биде автономна. За да владее мир и правда за светот, нациите мора да бидат слободни и безбедни. И според неговите предпоставки потекнуваат три основни идеали: националниот идентитет, националното единство, националната автономија и така натаму. Овој договор со Грција целосно го редефинира државата и нацијата, односно признава држава со државјани, но не и нација. Всушност со овој договор се формира нова држава која треба однова да го помине патот за меѓународно легитимирање, а при тоа од корен да ги менува не само меѓународните, туку и внатрешните односи во Република Македонија. Дали изненадува ваквиот однос на Грција? Секако не. Сите оние што ја познаваат историјата, а мора да укажам една мисла на мисечине Хумболт, Александар Хумболт и варече. Луѓе што не се знаат својата историја се полулуѓе. Тој човек што не ја знае историјата е получовек, што не доизграден човек. Ако ја знаеме историјата на односите со Република Грција и она антимакедонска државна политика која што има еден историски континуитет на Балкан. Нема да зборувам сега и за другите држави, меѓутоа слична е состојбата и со Република Бугарија. Тогаш зачудува потпишувањето на ваков договор. Оваа година е 70 години од Конвенцијата за борба против геноцидот. Сите оние политики што ги води Грција во текот на стотина години и повеќе, во голема мера може да се сведат од оваа конвенција. Освен стерилизацијата за која што нема евиденција, сите други елементи се сретнуваат на просторот на Грција во политиката и односот на државата Грција кон македонците. Истражувањето ние го правевме на односот на примерот на граѓанската војна и на децата бегалци, потерани со илјадници. Ова го зборам затоа што се актуализираше во Мијанмар, нели, геноцидот што се прави. Меѓутоа, кога ќе стане збор за Европа, многу тивко, не се ни спомнува, освен во Сребреница, понатаму, немаме некакви заложби за да еднаш се запре на таквите политики. Дури зачудува, цинично е кога ќе видите во самиот договор дека Македонија, втората страна и Грција заеднички ќе се борат против шовинизмот и така натаму. Замислете, она држава што шовинистичка политика спроведува кон вас, заедно со неа вие ќе се борите против шовинизмот. Членовите што упатуваат на историско разграничување, тука ќе завршам, кој што всушност особено во образованието, формирањето на комисии, тоа дека се што е врзано за хеленистичкиот период, за просторот во Грција, не се однесува на Македонија, не може да се однесува на македонци. Што се такви примери никаде нема. Веројатно е ова историски договор на вистина, затоа што договор досега ваков немало, каде што некој ќе си го потпише, всушност сам ќе се стави јамката, ќе си го потпише само укинувањето и редефинирањето. Овде јас се запрам, понатаму ќе се вклучам кога ќе зборуваме за процесот на евроинтеграциите. И сега би сакал да ви дадам збор на професорката Гордана Цилјановска-Давкова. Кажете? Па нека влезат сите понаваму. Моника, направите место тука.
може и публика